македонци во Канада кои одлучиле за време Првата светска војна да се борат за Канада, загрижени за своите кои се останати во татковината. И сите тие мора да дадат една декларација дека се прво верни на англискиот крал, бидејќи во тоа време Канада се уште војската на Канада е во рамките на Обединетото кралство. И меѓу другото тие треба да кажат, да потврдат да своето име, адреса каде живеат, каде се родени. И во овој случај некој си Димитров Џон или Јане вели place of birth или место на раѓање Македонија, Турција. И кај сите се изјавите се дека се родени во Македонија, некои Македонија само ставаат, некои Македонија Турција, некои Македонија Европа. И ова е од 1917 година. Значи ова доброволци под воен акт од 1917 година. Потоа кажува дека е женет, религија дека е грчки католик, професија вработен, потоа кој му е следен во семејството, нели? Тој бидејќи е женет, ја ставува сопругата, која се вика Султана Димитров, тоа му е сопругата. Каде таа живее? Таа живее во Костур, Македонија, Турција. Во Костур живее. И сето ова се случува во Торонто, Онтарио, на датата ноември 27 1917 година. И потоа тоа пред нотар се потврдува, се подпишува и даваат верност на англискиот крал и право да војуваат во Европа. Ова тука бројка е 77 кои војувале за Канада и кај за сите може да се види кој каде е роден. Некој, например, како во овој случај, следниот во неговите семејство како наследник тој го дава неговата мајка, бидејќи сигурно некој помлад кој не е се уште женет. И за него место на раѓање пишува и тоа тука е со рака допишувано, не е на машина за пишување, пишува Маседонија. Тоа отворено, тоа се гледа убаво. Тешко се чита точно во кое место и има некое село кое не е многу читко. Да видиме некој што друг, например, Андриев Крис и пишува место на прашува населба, град или држава каде што е роден и пишува Маседонија. Во времето, значи зборуваме за 17-та година, кога нема македонска држава. Продолжениста состојба во истото време, за време Првата светска војна, има македонци кои во американската војска војуваат во Европа. И еден интересен податок кој го најдов, кај американците покрај сите овие податоци што се бараат како во Канада, тие прашуваат и дали сте служеле во странска војска. И интересен е фактот што само еден од тие македонци кои решиле да служат во американската војска одговориле дека да, служеле во странска војска. И потоа следува подпрашањето во која странска војска. И одговорот е во македонската војска. Чумур правеле таму во источна Македонија, не биле задоволни од платите, од колку им се купувале нивните производи. И Јане Сандански им рекол, од сега нема дрва, нема чумур да произведувате. И турците го бараат Јане Сандански да преговараат со него. И го молат да попушти
да им дозволи на селаните колку толку да дозволат ќумури дрва да се произведува, за да може да опстои турската економија. Македонци во канадската војска за време Првата светска војна јавувале дека се од Македонија. Податоците се наоѓаат на интернет страницата на ancestry.com во делот за Американска војна колекција од 1755 до 2006 година или во оригиналот на англиски US Military Collection 1775 to 2006. Потоа се бира Првата светска војна и се впишува Македонија за бирање и под канадски војници од Првата светска војна 14 до 18 година има 63 примероци. И од кога тоа се избира се појавуваат имињата на сите војници на 7 страници. Во стварност има 61 доброволец, бидејќи едно лице, Џон Кук, се појавува 2 пати, тоека едно лице, Уелдон Олтон Патон, воопшто не е од Македонија, иако се појавува во таа групација. За ова прво, накратко има објавувано и од страна на Душан Синадиновски од Детройт во Утрински вестник од 4 април 2008 година, каде тој, мислам дека беше под наслов 100 македонци били американски војници во големата војна, и во Македонски глас од 14 февруари 2008 година македонски јенки во Првата светска војна. Тука ќе опфатиме темата малку пошироко, со осврт кон сите посебно. Има некои писмени грешки во имињата на доброволците и местата од каде потекнуваат, но лесно може да се наследат грешките и да се претпостават вистинските имиња. Податоците се наоѓаат на потврдите изјави или пријави каде се изнесени личните податоци на доброволецот, име и преземе, адреса на живење, град или село, околие и држава на раѓање, име на најблискиот роднина, роднинска врска со лицето кое е именувано за најблисок роднина, адреса на најблискиот роднина, дата на раѓање, професија, брачна состојба и други податоци кои војската ги барала, со изјава дека дадените податоци се точни и дека се согласува да служи во канадската прекуморска експедицијска војска, како и заклетва дека верно ќе му служи на неговото височество кралот Џорџ Пети. И ако одиме според имињата, има Крис Андреев, Алекс Апостолидис, Константин Атанасов, Антониодис Атониасијан, Томас Бацис, Томас Бали, Ник Делас, Милтиадес Колекас, Џон Крист, Елија или Илија Кристо, WM, тоа е Уилијам или Васил Христов, Гас Грекас, Стели Деметрен, Говен Демов, Џон Димитров, Томас Димитров, Панел Давидков, Коста Илиев, Васил Илиев, Крис Еванс. Тоа се обично имиња и Иванови, кога ги впишуваат во Канада, одма ги англизираат да самиот влез во државата. Джеймс Ферис, Носо Фило, ако бил некој Филипов, например, веднаш му го крателе името во Фило, како што тоа го прави и во Албанија. Гаст Џорџ, Луис Џорџ, Пит Џорџ, Пандо Георгиев, Грегори Грегориадис, Џорџ Грегори, Џон Гуман, Димитриос Илиопулос, Бога Илију или Илиев, Стефанос Јоану, Лео Јан, Вани Джим, Петар Џонсон, Џон Динев, Джеймс Томас Курос, Вангел Крстев, Стеван Луис, Кристо Наум, Томас Ник, Васил Николов, Богоје Николов, Ристе Николов, Ѓоргин Кестов, но тешко да се одгадне што пишува во оригиналот, Џорџ Сауф, Алек Стаков, Костас Тарпас,
и така натаму. Во продолжеток на овие македонци кои војувале за Канада, тоа е за англискиот крал, во канадското собрание во Отава, на зидините има испишано почит кон канадските војници кои војувале низ светот и ги именува државите и годините каде што канадските војници војувале. Меѓу другото, токму за овој случај, не само поради тоа што имало македонци, туку воопшто канадска војска што војувала, ја впишува и Македонија. Покрај државите како Грција, пишува дека војувале во Грција, во Македонија, во Франција и така натаму. Интересно што Македонија ќе останува на канадските зидини. Описот на Канада и тоа е на страницата www.ancestry.ca за Канада. И почнува од реден, на левата страна реден број на куќата, па името на попишаниот, потоа улицата, следува пол, машко или женско, дали е глава на куќата или е дете и така натаму, потоа дали е во брачна состојба или е самец, потоа кога е роден, година на раѓање, следува година на раѓање, birthday, датум, има месец и датум и година. Датата има и тука годината става, да. Потоа колку години е во овој момент на попишување, потоа следува место на раѓање и еве сега на пример и Англија, Ирска, да. Така, за да видиме каде има, еве Грција има, Турција има, Грција тука, Ирска, да видиме каде се, Ирска, Македонија. Место на birthplace или место на раѓање, Македонија. Потоа, истиот човек го прашува која година емигрирал во Канада, 1910 година, потоа прашува раса или племенска припадност и Macedonian. Потоа следува прашањето националност, тука не компјутерски не го има обработено и тешко да го видиме моментално. А тоа може на друго место што ќе каже, да само кажува на сите националност, но неа компјутерски нема обработено да го дава објаснувањето. Исто и за јазик, само кажува јазик. Но кога се гледа почисто, тоа што може да се определи точно бројноста на... Значи попис 911. 911, да. И ова е во Бритиш Колумбија, каде што и немало многу македонци. Воглавно македонците живееле во провинцијата Онтарио и Торонто и околината. Интересно, навистина, на два пописни листа, по 50 луѓе, сите попишани се македонци. Што значи дека целото соседство биле македонци. И обично бидејќи ова се млади мажи, некои тинејџери, кои типично печалбарски отише да спечелат и да праќаат пари во татковината на своето семејство. Живееле повеќемина, понекогаш и повеќе од 10 души во една куќа, спиеле на смени, едни готвеле, други чистеле, трети спиеле, четврти на работа биле и после се менувале за поевтино да поминат, за да можат повеќе пари да спечелат. Мнозинството од нив работеле по
кланиците во Торонто и околината. Некои работеле на канал што ги поврзува големите езера во Јужно Онтарио, како например езерото Онтарио, Мичиген, Симко и така натаму. И дури еден има во санаториум, кој се изјаснил како македонец и дека зборува македонски јазик. Попишани се или запишани се после тие од Исланд, така да и за македонците продолжува дека се по националност од Исланд. Бидејќи тоа грешка попишувачот ја продолжува. Најдеме некако што пишува македонски јазик, за да некаде пишува македонски јазик, меѓутоа само буквата М ја става, например, да исто како пишува некаде бугарски јазик, само буквата Б ја става. Ќе најдеме. Ова е во провинцијата Онтарио, пак 1911 година. Во овој случај место на раѓање Македонија, потоа не националност, туку етничка припадност, раса или македонец, потоа националност, пак не кажува, меѓутоа ќе да го прошириме малку да видиме. Тука не опишува македонец, тука пишува Macedonian. И јазикот чисто се гледа македонски јазик. Кај да го зголемиме, тука ќе еве тука. Само пишува language или јазик, меѓутоа читко се гледа Macedonian. Дека пишува. Иако компјутерот не го менува тоа, и другите јазици, само ова изгледа тука англиски, само пишува јазик, но не го компјутеризира точно во името. Тоа е, значи, пак во провинцијата Онтарио, Торонто јужно, под општина број 6, каде што сите 50 души попишани се родени Македонија, Macedonија, сите се родени во Македонија. 50 души. Сега тука кај овие под етничка припадност, сите пак се изјаснени дека се македонци, меѓутоа тоа е прецртано, како што може да се види со прецртано, и од дозгора е допишано Турска. Тука е токму чудно. За етничката припадност е прецртана и од дозгора е впишано Турска, што не е читко тука, но се гледа кога се зголема многу, додека за националноста останува македонска. Секаде Macedon, кај сите нив, за јазикот, language, напишено е да кај сите М, само М некаде мак, буквата М за сите, означувајќи дека зборуваат македонскиот јазик. За тие што истражуваат, може да го најдат на www.ancestry.ca за Канада, коса линија Interactive, коса линија 8947, коса линија E082, долна линија E00202780, коса линија 6370332, прашалник BACKURI латиница равно знакот И ССРЦ и се гледа до крајот
треба да се биде претплатник за да се влезе во страницата, меѓутоа истражувањето навистина се исплати. Има уште еден интересен податок околу пописите. Во американскиот попис од 1930 година тие поставуваат прашање за јазикот само за тие кои не се родени во Америка. Во овој случај интересно е што двојца сопружници, маж и жена, изјавуваат дека мажот е роден во Македонија, додека неговата сопруга изјавува дека е родена во Бугарија. И тогаш, што се родени надвор од Америка, треба да кажат, да одговорат и кој јазик го зборуваат. Мажот кој е роден во Македонија изјавува дека го зборува македонскиот јазик, додека сопругата која е родена во Бугарија вели дека го зборува бугарскиот јазик. И тоа е точно, значи во едно семејство разлика во јазиците. Знаат и меѓу себе дека тоа се два различни јазици и ова е во американскиот попис од 1930 година. Од него извадок ова е како одиш на во виножито имаат. Ова од кај нив е земено. Славко за него збореше. Димитар Литоксо, 7821 етнички македонци емигранти во Америка меѓу 1897 и 1924 година. Например, во 1899 година следат 8 емигранти во загради е дадена староста. Например, Митон Ристо, 23 години, Анести Трајан, 26, Дуно Стојан, 29, Васил Стојан, 36, Филип Трпче, 33, сите од Битола, Димитри Карафил, 23, Папа Лазар Никола, 25 и Антон Богој, 29, од Монастир или Битола. Во пописот од 1920 година во Америка може да се види упатството до попишувачите, кое исто така може да се најде на американската страница на IPUMS организација. На 13-та страница се именувани токму јазиците кои Америка ги признава и почнува од албански, арапски, арменски, баски и така натаму. Под Б има бугарски, под С Croatian или хрватски, има далматински, посебен јазик. Потоа одиме понатаму има грчки, Macedonian, македонски јазик и до јидиш, еврејскиот јазик. Значи, ова е од 1920 рековме, потоа ако одиме на 30 година, пак попишувањето, еме ги пак во 30 година јазиците, значи почнува пак од албански, има бугарски, има грчки, како посебни јазици, македонски јазик, српски јазик и ова е од следниот попис во 1930 година. Значи теориите дека не измислил Тито не држа. Ние постоиме од времето кога Тито бил во пелени. Е така, добро. Јас сум долгогодишен иселеник во Канада и уште од почетокот како младина се зачлени во најголемата македонска национална организација надвор од Република Македонија, Организацијата Обединети македонци, која и членував, па подосна бев и председател и најголем успех на организацијата и мене лично за време моето период како председател беше во 2008 година кога канадскиот премиер Стивен Харпер беше гостин на Гоцевата вечер, точно и по повод 50 години на организацијата. Потоа долгогодишен член бев на
Македонско-канадскиот комитет за човекови права, кој потоа се преобрази во меѓународно движење, Македонско меѓународно движење за човекови права, бев и претседател на истата организација, нивни представник на ОПСЕ конференција за човекови права во Варшава, потоа за човекови права одсекот на Обединетите нации што е во Женева, еднаш во Женева, а вториот пат имаше состанок и во Виена, така да представував македонската заедница и македонските борци за човекови права. Тоа се беа пошироки делегации, каде што имаше учесници и од Егејскиот дел на Македонија, Пиринскиот и од Албанија.